Во организација на Македонскиот олимписки комитет денеска се одржаа мини олимписки игри во училишната сала на економското училиште Перо Наков. Настанот има за цел преку спортски и едукативни активности да ги промовира олимписките вредности кај младите, ферплеј, почит, пријателство, тимска работа и здрави животни навики. Во рамки на програмата ученици од основни училишта учествуваа во различни интерактивни игри и активности, преку кои има можност да учат, да се дружат и да го почувствуваат вистинскиот олимписки дух. Македонскиот олимписки комитет донираше спортска опрема и училишен инвентар за учениците, а 20 наставници од општинските училишта беа обучени од експерт од Литванија на тема олимписки вредности. Мини олимписките игри представуваат значајна можност за потикнување на младите кон спортот и позитивните вредности, а воедно и одличен пример за соработка помеѓу образованието, локалната самоуправа и спортските организации, велат од Македонскиот олимписки комитет. Денеска сами се свесни има преку 300 дечина од 3 основни училишта. Тоа е основното училиште Кочораци на 11 октомври Толи Зордомис. Ова е еден вид на настанок, тоа е коопорација на претходниот проект што го имавме младински олимписки игри со Олимпискиот комитет, благодарејќи на председателот Даниел Димовски, со одлична релација со градоначалникот Максим Димитриевски и председателката на Совет Ивана Ѓорѓиевска. Со еден разговор со нив, преку еден проект дојдовме и во општина Куманово да имаме млади олимписки игри, каде што за цел на општината е се повеќе и повеќе младите да се вклучуваат во спортски активности, бидејќи сами знаете дека веќе во младите имаме голем проблем и тоа е во гојазноста и сакаме на некој начин тоа да го искорениме. И исто така со здружување на децата, сами ќе видите дека имаме деца од неколку различни ќе кажам, од различна вероисповест и од различна верска етничка припазност, заедно се дружат тука, нема предрасуди и најголемата цел е меѓу нив да имаат другарство и после тоа нормално да се дружат и да се разпознаваат се повеќе и повеќе во начетот. Тоа јас мислам дека никогаш подобра организација не сме имале и поголема, да не кажам, меѓу соработка меѓу Олимпискиот комитет. Тука би сакала да се заблагодарам на целата екипа на Олимписки комитет која ни овозможува Куманово да биде дел од овакви настани кои се од голем габарит и добробит на нашиот град. Исто така се заблагодарувам на вас, новинарите, бидејќи без вас нашите граѓани нема да слушнат и нема да видат што всушност се случува во нашиот град. Голема благодарност до сите вас. Ова е еден прекрасен проект меѓу најубавите, кој што е поддржан од Меѓународниот олимписки комитет и Олимписката солидарност. Ова е настан кој што го слави спортот. Практички сакаме децата од најмала возраст да ги воведеме во олимпизмот току преку игрите. Затоа и се викаат мини олимписки игри. Ова е еден настан кој што со најголемо задоволство го организираме во Куманово, бидејќи Куманово е навистина нашиот дом, тука се чувствуваме прекрасно. Впрочем, минатата година имавме фантастично организирани младински европски олимписки игри токму тука со луѓето кои што се заедно со мене, со мојот драг пријател Крсто, со голема поддршка од градоначалникот, од Советот, од сите кумановци, така да ова е добитна комбинација, а пред се нашиот главен цел е младите. Мислам дека Куманово има здрава младина која што сака спорт, која што секоја спортот, впрочем ова кога ќе погледнете вако едно богатство, дечиња среќни и весели е најубавото нешто што може да ни се случи. Ова не се само спортски игри, тука има и вештини кои што сакаме низ образовниот процес да ги доближиме до нашите млади, бидејќи во едно минато време многу посветувавме и на гимнастиката, и на атлетиката, овдека има од се по нешто, а главната е цел да има забава, да има спорт и здрава младина. Во организација на Синдикалната организација на Синдикатот на полицијата на Македонија при секторот за внатрешни работи Куманово во соборниот храм Свети Никола, утре ќе се служи панихида во знак на вечен спомен кон припадниците на македонските специјални сили кои ги загубија своите животи во воената престрелка во Кумановско диво населје. Во акцијата на 9 и 10 мај 2015 загинаа 8 припадници на безбедносните сили: Љубиша Арангеловиќ, Бобан Ивановиќ, Гора
Горан Илиевски, Жарко Кузмановски, Исамедин Османи, Сашо Самойловски, Ненад Серафимовски и Горан Стојменовиќ, кои постхумно беа одликувани со орден за храброст. Во чест на загинатите херои пред спомен обележјето во кругот на СВР Куманово, утре делегации ќе положат цвеќе поклонувајќи се пред нивната храброст, посветеност и пример за зачувување на безбедноста на граѓаните. Во рамки на настанот ќе биде спроведена и хуманитарна акција за поддршка на полициски службеник вработен во СВР Куманово со сериозно нарушена здравствена состојба. Организаторите упатуваат повик за присуство и заедничко оддавање почит, нагласувајќи дека споменот за загинатите бранители останува трајна обврска и символ на единство, чест и професионална пожртвуваност. Активностите продолжуваат и во недела, кога во организација на Патриотско друштво ќе се одржи 11-тиот меморијален велосипедски круг. Од 7 часот група граѓани со велосипеди ќе тргне од Куманово до Гостивар. На булеварот Трета македонска ударна бригада вчера полициски службеници лишиле од слобода 34 годишен кумановец. При контрола во патниот сообраќај, полициските службеници сопреле товарно моторно возило и веко со кумановски регистарски ознаки кое го управувал и по преземени мерки било констатирано дека е под дејство на алкохол, односно имал 3,21 промил алкохол во крвта, пошто веднаш бил исклучен од сообраќај и задржан во полициска станица. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. МВР информира за уште 2 пријавени настана. Синоќа околу 21 часот во СВР Куманово 52 годишна кумановка пријавила дека во основно училиште во градот нејзиниот малолетен син бил физички нападнат од друг малолетник. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Исто така вчера во СВР Скопје 27 годишен кумановец пријавил дека околу 14 часот и 40 минути на работното место во приватна фирма во село Кадино, општина Илинден, бил физички нападнат од негов колега, информираат од Министерството за внатрешни работи. По целосто документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат надлежните. Спортско-планинарскиот клуб Козјак од Куманово во текот на месецов ќе организира планинарска акција Прва помош на планина. За тековните активности на клубот кој успешно обстојува повеќе од 4 децении. Повеќе детали од председателот Мартин Величковски, лиценциран водич и член на председателството на Федерацијата за планинарство во Македонија. Дружение Спортско-планинарски клуб Козјак од Куманово во изминатиот период, поточно во месец април, 44 години го одбележа од формирање, од обновување на планинарско друштво Козјак Куманово. Инаку планинарско друштво Козјак Куманово за прв пат во Куманово е отворено 1967 година, па е вгаснато 68 и на 7 април 1982 година, благодарение на 10 ентузијасти го обновуваат и клубот функционира и работи до ден денеска. Клубот има еден планинарски дом во село Длабочица, планина Козјак, кој располага со 2 соби, кујна дневна трпезарија. Тука ни е врвот Перен, 1326 метри надморска височина, тука се преубави водопади. Планинарскиот дом Длабочица е отворен секој викенд со најава на дежурство. Клубот работи и функционира со лиценциран водич, лиценцирани маркацисти, чувари на природата. Сега во месец мај ни престои планинарска акција Прва помош на планина, каде што сите планинари од нашиот клуб ќе имаат медицински планинарски преглед, да кажам, ако може во условите, каде што на сите планинари при пешачење, после пешачење, пред пауза за ручек ќе имаат еден систематски преглед на планина. Таму ќе учествува нашиот доктор на клуб, тој е доктор Тања Георгиевска, специјалист по семејна медицина, инаку е и член на планинарско друштво, каде со нејзиниот тим и ние планинари ќе го одбележиме, како, ако можам да кажам, систематски преглед на планина. Одредени 10 до 12 планинари се скоро секој викенд на планина, дали е на Шар планина, дали е на Кораб, дали се на Пелистер, дали е на Руен. Тоа се 12-13 планинари кои што можам да кажам 100% се сабота и недела изложени на планина. Сега, после 11 мај, 20 членови заминуваат на Триглав, заедно со соработка со планинарско друштво од Хрватска. Се надевам дека временските услови ќе им овозможат да го искачат и Триглав. Во наредниот период
што следи, значи, летен период. Тука имаме летна планинарска школа за нови планинари. Се зависно од движење на планина, дали ќе имаме повторна забрана за планина. И нормално дека во нашиот клуб покрај редовни планинари имаме и пасивни планинари кои што 2 пати месечно се дежурни во планинарски дом. И конкретно сакам да кажам, планината Козјак е богата со кумановци, љубители на планина, рекреативци. Јас на 1 април направив 36 години како сум член на Сдружение спортско-планинарски клуб Козјак Куманово. Мојата прва акција ми беше февруарски поход, значи Југославија тогаш, И тоа ми е 3 дена Фрушкогорски маратон, каде што не можам да го заборавам. Тој ден денеска се постои и од цел свет е посетен. Тоа е ниска планина, Фрушкогорска планина. Значи, ниска планина, нема врвови, но меѓутоа тој маратон ми остава печаток и ми даде желба за до ден денеска да бидам планинар. Пред градскиот базен, спортската сала и на Кеот денеска се одржа 6-та еколошка акција Генералка викенд, објави општина Куманово. Масовната акција е во организација на Одделението за животна средина при општина Куманово во соработка со организација од Австрија и поддршка од јавното претпријатие Чистота и зеленило. Давајќи свој придонес за почиста и поздрава животна околина, во најмасовната акција досега учествуваа над 500 ученици од основни и средни училишта, представници на општината и советот, институции и граѓански здруженија. Преку грижа за животната средина и заедничка одговорност, целта е да се подигне колективната свест, создавајќи поквалитетен живот за сите, објави општина Куманово. Во Занајачискиот дом вчера вечер беше отворена традиционалната клубска изложба на Фотокиноклуб Козјак Мајски салон 2026. Публиката имаше можност да види најразлични фотографии, моменти од реалноста, емоции и многу мигови ставени во рамка. Изложените дела се показател на сериозноста и посветеноста со кои пристапуваме на оваа уметност и представуваат уште еден доказ за оправданоста на интернационалното реноме што го има Фотокиноклуб Козјак, велат организаторите. По повод збратимување со Фотоклуб Загреб од Хрватска, во Центарот за култура Трајко Прокопиев беше отворена изложбата на уметничка фотографија Црно-бел Загреб, на која беа представени дела од членовите на Фотоклуб Загреб. Посетителите имаа можност да уживаат во внимателно одбраната поставка на фотографии од околу 50 автори. Покровител на изложбите е општина Куманово, а тие традиционално се поддржани од Центарот за култура Трајко Прокопиев и Фондацијата за култура и спортот Куманово. Настанот се организира под патронат на Фотосојузот на Македонија. Во рамки на меѓународен проект во кој Факултетот по образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев од Штип е партнер со универзитети и наставници од Норвешка, Данска, Шпанија, Ирска и Шкотска, вчера се одржа едукативен собир посветен на новиот глобален пристап, значајно физичко образование, кој во изминатите 2 години се имплементира на меѓународно ниво. Настанот беше во организација на Сдруженијето на спортски педагози Куманово, а на него присуствуваа одделенски наставници и предметни наставници по физичко и здравствено образование, кои учествуваат во реализацијата на тандем наставата од 1 до 5 одделение во основните училишта во Куманово.